сите овие што ги набројавте не може да оплодат со јајцеклетка, со две глави без опавче, тие се нефункционални, тие не може. Не може да оплодат јајна клетка или доколку дојде до оплодување може да има нели грешно оплодување. Да не биде оплодувањето или биохемиски бременности. Така да доколку сперматозоидот има две глави кои што носат две ДНК молекули, може нели да настане грешка при оплодувањето. Не мора да значи дека тоа ќе доведе до еднојајчени близнаци. Затоа што не знаеме таа ДНК како е поделена меѓу тие две глави, нели? Кога имаме воспалување на простатата, тогаш имаме и пореметување во самиот ејакулат. Пошто и простатата има ензими кои што го разредуваат ејакулатот. И кога има инфекции на простатата, кои што инфекции можат исто така да настанат по сексуално пренослив пат, може да не дојде до доволно разредување на ејакулатот, до доволна алкализација, значи алкалност на семената течност и да не дојде до оплодување. Следи уште еден подкаст во Добро здравје со доктор Татјана Гуржанова, една многу шармантна раководител на инвитро лабораторијата во Newborn Clinic, ембриолог. Не се ја обидувам женски превод на именката ембриолог, не звучи баш онака симпатично. Патем бивша Корчагиновка. Да, така е. Мимоза Аџи Крстева, добро ни дојде во подкастот. Прв пат си ни гостинка во подкастот. Да, прв пат сум. Благодарам за шармантната најава и ви благодарам за поканата на овој подкаст. А инаку ембриолозите се као анестезиолозите, докторки. Као анестезиолог што е битен при операција, така и ембриолог во процесот на создавање. Па ја мислам дека е побитен од нас. Така да и јавно признание. И за хвалоспевите, ама и за негативните резултати се тие вистинските каде што треба да се упатат прашањата. Нели, зошто, како, затоа што они директно се другаруваат со клетките. Ние на макроскопско ниво, ние другаруваме со организмите, со цели имиња, презимиња, они другаруваат со клетки, точно знаат што се случува на клеточно ниво. Така што ете имаме и чест, и можност, и сеќа што ви имаме во нашиот подкаст да ни раскажете што се случува во таа лабораторија на Балтазар, што е всушност таа ембриогенеза, генезата на самата. Па сега да збориме, ние ги почнавме овие емисии, а инаку ќе ни бидат гости обавезно за и за ембриогенеза, а сега почнувавме нели серијата за машки инфертилитет и покрај општото објаснување на машкиот фертилитет и инфертилитет. Фактички на спермогенезата. На спермогенезата денеска ќе зборуваме за тоа како настануваат сперматозоидите, каде настануваат сперматозоидите, заради тоа што тие ни се многу важни за, односно исто толку важни колку јајната клетка за да добиеме здраво потомство. А потоа спермограмот, нели, како втора тема. Прво одиме со спермогенеза, па со спермограм. Сперматогенеза, па спермогенеза и спермограм. Секако сите сме битни во процесот на создавање живот. Ние може би микроскопски, докторите може би макроскопски, пациентите нели од микро и макро, да. Господ холистички на сето тоа. Да, така да сите сме вклучени во тој процес. Секако за денешната емисија се договоривме да го објасниме процесот на создавање на машките полови клетки кои што се наречени сперматозоиди. Често пати пациентите нели прашуваат за спермограмот без при тоа да се запрашаат каде и како се создаваат сперматозоидите. Тие се создаваат од герминативните клетки на тестикуларното ткиво во семениферовите каналчиња. Во тестисите. Во тестисите, да. Процесот на сперматогенеза започнува од сперматогониите, кои што со процес на делба, митоза, преминуваат во примарни сперматоцити, потоа со мејотска делба преминуваат во секундарни сперматоцити и со уште една мејотска делба преминуваат во сперматиди. Значи таму има прв, втори. Да, има повеќе стадиуми, ова е само првиот дел на процесот на создавање на сперматозоидите. Овие делби ги напоменуваме затоа што тука е битно кај овие клетки бројот на хромозоми. Значи од диплоиден број на хромозоми тие преминуваат во хаплоиден број на хромозоми. Тоест од 46 на 23. 3 хромозоми, значи половина. Заради тоа што треба таа половина нели да се спои со оваа другава половина од јајната клетка и да создаде организам. Космо, значи да. Сме колку е тоа сложено и прекрасно. Така да овој процес се одвива во тестисите, трае од 64 до 72 дена. Потоа тие сперматиди Дена? Дена? Да. Толку долго? Да.
Па долго, можеби и не е баш така долго, затоа што сепак од една клетка ние треба подоцна да добиеме Материјал за бебе. обзедување. Да. Бебе. Да. Така да таа клетка понатаму преминува со процес на диференцијација во сперматозоид. Сперматозоидот во тој процес значи треба да се оформи целосно, односно да добие глава, среден дел, врат и опашка. Така да 72 дена за само една толку мала клетка да го постигне сето тоа и не е многу. Да, од една обична округла клетка да стане во веќе сложена клетка, значи специфично диференцирана со пола хромозоми. Тоа е процес, мислам. Со тоа што од тестикуларното ткиво сперматозоидите преминуваат во епидидимисот, каде што ја добиваат нивната функција за подвижност и главната функција за да оплодат јајната клетка. Овој процес трае од 2 до 6 дена. За да ние добиеме сперматозоид кој што ќе носи генетски материјал, кој што ќе биде подвижен и кој што ќе може да ја оплоди јајната клетка. Значи, мора да има глава, мора да има опавче, мора Значи, да созревањето настанува во епидидимусот, така, она добивањето на акрозом за да може да пенетрира во јајната клетка, значи компактацијата на хроматинот, вратот, опавчето, таму се создаваат, односно таму се созреваат, се дооформуваат и тоа е фактички зрел, тоа е веќе созревање, нели, на спермиогенеза. Да, или спермиогенеза. Созревањето да од една округла клетка стане уствари од една втора фаза на нели на втора фаза на мејоза стане се диференцира во зрел сперматозоид кој ќе ги има и овие карактеристики покрај само хаплоидниот број нели на сперматозоидите. Полна војна опрема за пукање. Да. Инаку можеби би било интересно за гледачите да го напоменеме моментот дека сперматозоидите се најмалите клетки во организмот. Тоа всушност исто така е битно за да тој може да влезе во јајната клетка. Мало, ама техничарче. Да. Така да сите овие процеси покрај нели создавањето на клетката, организацијата на ДНК молекулата за да се пренесе генетскиот материјал, потоа добивањето на подвижноста и можноста да се оплоди јајната клетка се случува во 72 дена и ама самото созревање уствари 48 до 72 часа. Созревањето во епидидимисот е 2 до 6 дена. Ете така, тоа е уствари тој краток период што ние сите се буниме, гинеколозите се буниме дека фактички целиот процес трае 72 дена, а само процесот на додиференцирање и зрејење на сперматозоидот е толку кратко, од 2 до 6 дена. Сето ова се случува, мислам дека брзо, особено митоцките и меоцките делби се создаваат во еден момент многу сперматозоиди, може и до 1000 сперматозоиди во еден ден да се создадат и заради тоа некогаш доаѓа и до грешки, односно сперматозоидите го немаат тој нормален изглед, може да имаат промени во главата, во вратниот дел, може да имаат две опашки, може да имаат две глави. Може да немаат опавче. Може да немаат воопшто опашка. Може да не се подвижни. Да, исто така може и да дојде и до промени и во ДНК молекулата, затоа што тие делби се доста брзи и се одвиваат одеднаш на многу сперматозоиди. Сите овие што ги набројавте не може да оплодат со јајцеклетка, со две глави без опавче. Тие се нефункционални, тие не може. Не може да оплодат јајна клетка или доколку дојде до оплодување може да има нели грешно оплодување. Да не биде оплодувањето или биохемиски бременности. Така да доколку сперматозоидот има две глави кои што носат две ДНК молекули, може нели да настане грешка при оплодувањето. Не мора да значи дека тоа ќе доведе до еднојајчени близнаци. Затоа што не знаеме таа ДНК како е поделена меѓу тие две глави. Што доведува до таков нели таква конзистенција на јајцеклетките, двоглави без опавче, на сперматозоидот, да. И па таа брза делба може да доведе до тој физиолошки мислам така процес. Да, заради тоа што премногу се создаваат, премногу брза е делбата и заради тоа во тоа многуто се создава и многу неквалитетно. Нели покрај вакво и вакво и сакато, нели покрај доброто, ама тој е сепак процент кој што е прифатлив. Да. Тоа е нормално. Тоа секако е во границите на нормала, се очекува да има вакви сперматозоиди кои што се со неправилна форма или кои што не носат здрава ДНК во себе. Тој процент кај секој маж е застапен. Не носи квалитет. Да, не носи квалитет. Тој процент кај секој пациент нели е застапен.
меѓутоа има граници до кога и како треба да биде таа нормална морфологија застапена. Тоа ќе го збориме во наредната емисија за спермограм, каде што ќе се објаснуваат овие процеси, значи до одреден процент е нормално, над одреден процент кога има зголемување во тие ненормални форми или неподвижни вакво, тогаш е веќе нека патологија и нека имаме друга причина за пореметување во спермограмот, во базичниот спермограм или пореметување во останатите подлабоки испитување на спермограмот. И кога ќе се констатира во лабораторијата дека сперматозидите се такви какви што се, понатаму што каков е процесот? Има кога се работи повеќе дијагнози кои што може да се дијагностицираат и зависно од која дијагноза ќе се дијагностицира, може да се даде препорака за понатамашна терапија или за понатамашен третман. Кога сме кај создавањето на сперматозоидите, интересно е тоа што секој сперматозоид треба да биде способен да направи акрозомска реакција. Значи во главата на секој сперматозоид 1/3 се оддава на акрозомот. Тоа е? Тоа е дел во кој што се наоѓаат ензими, кои што кога сперматозоидот ќе стигне до јајната клетка, се ослободуваат тие ензими за да може да пенетрира да продрги јајната клетка. Ја раствара јајната клетка, обвивката. И во тој момент јадрото од сперматозоидот влегува во јајната клетка каде што понатаму настанува оплодувањето. Најпродорните, значи сперматозоиди. Да. Така да често пациентите мислат дека доколку немаат брзи сперматозоиди нема да се случи оплодувањето, меѓутоа дури најбрзите сперматозоиди може да немаат акрозом или пак да носат во себе погрешна, односно ДНК која што е оштетена. Значи не брзи, туку со тврда глава. Да. Со остра глава овие. Во последно време има испитувања кои што покажале дека јајната клетка го избира сперматозоидот. Да? Да. Нормално. Нормално е. Така да не е се во брзината, сепак треба да се има квалитетен сперматозоид кој што ќе носи здрава и добра ДНК во себе. Сепак е до изборот. Да. Но и многу интересно, значи на ниво на клетка ние сме моногамни, сперматозоидите и јајните клетки. Јајната клетка кога почнува еден сперматозоид да влегува во јајната клетка, таа ги затвара сите врати, се блокира и не дозволува влегување на други сперматозоиди. Паметна е. Дури тие што се навлезени ги уништува, ги убива, значи ги селектира еден. И еден сперматозоид, погрешно е тоа дека нели мажите ете, они може да оплодат повеќе жени. Еден сперматозоид оплодува една јајна клетка. И толку. Тоа е тоа. Тука завршува функцијата. Значи на ниво на клетка сме многу моногамни. Али на ниво на желби човечки не сме. Да, сме промискуитетни. Тачно, да. Токму така. Па после има инфекција и чуда. Така. Сега спермогенезата, нели извини ми ако сакав да се надоврзам уште на тоа дека сперматогенезата започнува во пубертетот и може да трае се до смртта на мажот. Значи дури кај возрастни мажи може да се одвива сперматогенеза иако со текот на годините се губи способноста за оплодување. Значи мажите го имаат тој приоритет да имаат нели до крај на животот. До крај на животот, да, и до крај на животот може да оплодуваат до крај на животот се создаваат сперматозоиди, но сепак после 42-та, 3-та година почнува драстично да се намалува потенцијалот за оплодување. Така да не е баш нели ние не ги ни знаеме тие приказни какви се ете тој глумец имал на 80 години, оној глумец на 70 години, прашање какви и на кој начин имале деца заради тоа што понатака и во понатамошните емисии ќе збориме нели за други подлабоки испитувања кои што укажуваат на некои промени што исто така се врзани за староста, значи за времето како поминува. Значи сепак и нив чука биолошкиот час. Кај сите за жал чука биолошкиот сат, посебно во репродукцијата, така да нели би било подобро побрзо да ја завршат таа репродуктивна функција нели од живењето и задача, да не чекаат на 60 години да не дека нема, значи не дека не може тогаш да се случи, ама би било подобро да биде тоа порано завршено, за да се добијат здрави поколенија. Сперматозоидите се доста нежни клетки и може надворешни влијанија да влијаат на нивната форма, функција и на ДНК молекулата. Сепак нивната задача е да ја пренесат ДНК молекулата и да создадат и да биде во ред, да биде здрава. Да. Така да многу надворешни влијанија како топлина, зрачење, исхрана може да влијаат на создавањето. Загаденост, да, секако, инфекции, заболување и слично може да влијаат и на создавањето на сперматозоидите и на нивната функција да оплодуваат.
Така да пациенти кои што имаат можеби помал број на сперматозоиди се прашуваат зошто е тоа така. Меѓутоа можеби треба подлабоко да навлезат и да видат како се однесувале во времето кога биле во пубертет, како се хранеле, каков живот живееле, дали биле изложени можеби на некакви нездрав живот, пороци и слично, за да видат дека можеби тоа влијаело на тестикуларното ткиво и на сперматогенезата. Така што треба нежно со тие нежни клетки. Да. Треба внимателно, треба да се чуваат како драгоцен капитал. Така е. Да, тука би се надоврзала на хормонската регулација на сперматогенезата, која што започнува во пубертетот заради започнување на работа на оската хипоталамус тестис, односно хипоталамус хипофиза тестис. Значи почнува репродукцијата во хипоталамусот, кој што дава сигнал на хипофизата да ги лачи ФСХ и ЛХ хормоните во одредена доба од животот, кој што понатака секој од овие хормони ќе влијае на различни клетки во тестисот. ФСХ влијае на сертолиевите клетки, кои што се фактички сертолиевите клетки директно учествуваат во создавањето на сперматозоидите од сперматогонија, понатака кон сите фази до созревање на сперматозоидот кој што се созрева во епидидимисот, а овие сертолиевите клетки се наоѓаат во самите каналчиња, семинални каналчиња во тестисот. ФСХ-то значи влијае на самите сертолиеви клетки, ги стимулира за да почнат да ја создаваат сперматозоидите, влијае на создавање на еден андроген бајндинг протеин кој што фактички го врзува тестостеронот, бидејќи тестостеронот исто така како хормон има огромна улога во создавањето на сперматозоидите, а додека пак ЛХ хормонот, ова повеќе ги знаат жените затоа што многу често испитуваат ФСХ, ЛХ, а истите тие хормони како кај жените за создавање на јајни клетки, така учествуваат и кај мажите за создавање и на сперматозоиди. Додека пак ЛХ хормонот на хипофизата делува на така наречени лајдигови клетки кои што го лачат тестостеронот. Тоа е основен хормон кој што влијае во создавањето на сперматозоидите. Сега, едно од ова да не од оваа соложена оска, а додека пак оската се регулира по негативна повратна спрега. Инхибинот од сертолиевите клетки го регулира ФСХ-то, а тестостеронот го регулира ЛХ-то лачењето. Значи, заедно едно со друго. Едното го регулира другото и обрат. И сето тоа доведува до здрава сперматогенеза доколку таа оска не е нарушена. А како што зборувавме претходно дека секој ендокрин систем или оска не е сама за себе, туку влијае и од другите ендокрини жлезди, значи велиме дека доколку има пореметување и кај мажите и на тироидната жлезда или пак обезноста иде многу често со пореметување во инсулинската ваква секреција, или пак на самите надбубрежни жлезди, значи хормоните што се лачат. Исто така ќе има влијание и на оваа спрега, ќе ја пореметува на некој ниво и на тој начин ќе биде пореметена и спермогенезата. Значи спермограмот, што ќе го зборуваме, не е само показател на репродуктивната функција, туку многу често знае да биде и показател дека нешто друго не е во ред во телото. Дека тоа треба да се решава за да се реши со таа сперматогенеза. Затоа што овој процес, како што се тие осетливи клетки, исто така и процесот на контролирање на сперматогенезата и спермиогенезата е исто така со многу кревок механизам, нежен и совршен механизам како саат го регулира тој процес. И ова се што го кажа доктор Гужанов за ние фамозни 3 минути на крај на умот не што се случува кога ќе се спојат две тела. Машко и женско тело. Машко и женско тело и не би требало да размислуваат за тоа, бидејќи нема ништо да се деси. Да, нема да има концентрација. Ако тоа го се вака. Исто тука би ја спомнала и простатата и колку е битно тоа простатата да е здрава за да имаме здрав ејакулат, значи да имаме ејакулација здрава. Значи во самата ејакулација учествува простатата. Таа со својот сок од простата, учествува дури до 30% од ејакулатот. Во себе содржи цинк, цитрати кои што ги се храна за
за сперматозоидите. Потоа има алкален состав, значи со својата алкалност се спротиставува на киселоста на вагиналните сокови, затоа што киселината ги убива сперматозоидите. Значи ја неутрализира киселоста на вагината за да може сперматозоидот да продолжи да живее и да може да оплоди. Совршено. Исто така, све е тоа совршено. Јас сум секогаш воодушевена од овој процес, да. Баш така фасцинирана. И со своите мускули простатата помага во ејакулацијата. Значи све си има зошто. Грчевите фактички тонусот помага да се исфрли. Така да во интимните делови се создава еден таков совршен и сложен процес за да се создаде живот. Така да овие делови напротив не би ги рекла срамни делови. Тоа се делови од телото каде што се случуваат најварите нешта. Возвишени делови. Токму така, возвишени делови. Виновни за тоа што постоиме, нели? И затоа треба навистина човек да има добро знаење, добра едукација, благодарение на вакви подкасти, за да повеќе се почитуваме еден со друг и да имаме на хармонија во процесот, затоа што често пати велиме дека има разлика помеѓу секс заради секс, има разлика водење љубов и разлика правење дете. Кога ќе се види на кое ниво, што е, некако премногу е не грубо, како да кажам, сексот се сваќа воглавно како прљав чин. Да. А во суштина, кога ќе се сведе тоа на вистинската негова суштина, на клеточно ниво, пошто нашата суштина е клетката. Ние сме сите создадени од клетка. На крај сите се сведуваме и кога умираме на клетка, нели се распаѓаме и тоа е тоа. Значи, кога ќе видиме во суштина, воопшто не е ниту вулгарно, ниту банално, ниту тривијално, туку напротив, сексот не е прљав чин, туку е благороден чин. А еве да речеме простатата, ако не функционира, ако е дисфункционална, тогаш во ејакулатот нема сперматозоиди. Па кога имаме воспалување на простатата, тогаш имаме и пореметување во самиот ејакулат. Пошто и простатата има ензими кои што го разредуваат ејакулатот. И кога има инфекции на простатата, кои што инфекции можат исто така да настанат по сексуално пренослив пат, може да не дојде до доволно разредување на ејакулатот, до доволна алкализација, значи алкалност на семената течност и да не дојде до оплодување. Значи самата инфекција може да делува и на ниво на простата и на ниво на тестис и да направи проблем. Значи најобична инфекција која што е сексуално пренослива и која што може да се спречи само со користење на кондом, значи на најпрост начин. Доколку има промени во функцијата на простатата, може да се види според волуменот на ејакулатот. Доколку е намален волуменот, може би мажот не има доволно течности или нешто, простатата не функционира како што треба. Исто така и доколку волуменот на ејакулатот е многу висок, над 5 мл, во тој случај исто така може да се види дека има можеби некаков проблем во функцијата на простатата или на другите жлезди од репродуктивниот тракт. Дали може да се забележи нека промена на спермата, густината на спермата, бојата на спермата? Да. Апсолутно може да се види преку со голо око што види. Да, и со голо око може да се види промена во изгледот на ејакулатот, во густината, во луменот. Што значи погуста, да речеме, сперма? Нема доволно течност од простатата, нема доволно сок од простатата. Нема. Да, во тој случај доколку е погуста, значи или помал волумен, сперматозоидите не може да се движат слободно. Сепак таа течност е погуста и тие не може да испливаат. Исто така доколку има премногу течност, значи те не може да се концентрираат доволно за да влезат заедно во женскиот репродуктивен тракт и да помогнат при оплодувањето на клетката. Да, заради тоа што му помагаат другарите. Значи, еден сперматозоид за да оплоди, треба да има многу другарчиња, што на многу нивоа ќе му помогне да стигне до јајната клетка. Дел од сперматозоидите остануваат во вагината, дел од нив продолжуваат понатаму во матката за да стигнат до тубата каде што се наоѓа јајната клетка. Вуди Ален имаше еден филм, документарец, токму со тој процес, како напаѓаат облечени сперматозоиди, па влегуваат, се пробиваат, тоа е многу интересно и може да се пушти во прилог со емисијата за да се види како тоа еден тако брилјантен креативен режисер како Вуди Ален можел да го филмува, да го замисли, да го направи. Дали исцрпивме вашата тема спермогенеза за да им потенцираме на нашите гледачи дека она што вие ќе
ќе детектирате во вашата лабораторија, потоа кај другата докторка, ембриологот, за да може понатамошно да ги третира тие ситуации, за да се донесе до на крај, до кај вас докторке, нели бремена жена. Ние фактички ги реферираме, ние ги реферираме кај нив и после тоа ви ги они враќаат како ембриолози ни ги враќаат, се надеваме трудни. Да. Значи тука сте поврзани вие како тој систем на поврзаност, исто и вие функционирате така, сме во Newborn клиника. Само сме ние во позитивна повратна спрега, не во негативна повратна спрега поврзани. Мислам дека на кратко дел опфативме од процесот на создавање на сперматозоидите. И мислам дека понатака би имале повеќе емисии кои што нели ќе бидат концентрирани на одредени прашања што ќе ни ги постават гледачите или во порака или во коментар, за да ние добиваме идеи, односно да видиме каде е интересот за што да се зборува. Да, така да за оние три фамозни секако не може во еден подкаст да се објасни све. Така, се случува 72 дена за ние 3 минути. Секако би ги објасниле нели оогенезата, односно создавањето на едната клетка, создавањето на ембрионот, во наредните емисии. Да. Подкаст. Така да ќе им биде целиот процес детално објаснети појаса. Или толку комплицирано да нема да им текне веќе да водат љубов. Се шегувам. Останете во добро здравје и водете љубов.